Еве сме, оброкот на денот ни почнува, овој пат нели во склоп на она кое што не очекува, односно она кое што е пред нас, а тоа се убави празнични денови или најголемиот христијански празник Великден. Утре рано наутро пред изгресонце сите домаќинки ги вапцаат првите великденски јајца и знаеме добро дека тоа треба да биде во убава црвена боја, а подоцна изборот како и на кој начин ќе ги украсуваме нашите великденски јајца останува на нас. И секако добро е да имаме добра или голема креативност, но исто така секогаш е добро да имаме и одлични идеи кога зборуваме за техниките кои што можеме да ги примениме и овој Великден. Па затоа сметавме малку пред време или еден ден пред тоа да прикажеме некоја техника, а со кој друг ако не со нашата Јованка Бобејанеска, која што знаете дека е уметник кој што е прилично вешта и креативна кога станува збор за декорации, но и за украсување. Имаме искуство и со великденски јајца од минатото и затоа Јованка ти благодарам што денеска покрај тоа што си имаш твои семејни работи, што професионални, внучиња, едно друго сепак овде време да дојдеш за нас, да бидеш заедно со нас. Добро утро на сите гледачи и многу ми е драго што на овој ден баш ќе дадам неколку совети, нели како креативно да се офарбаат великденските јајца. Баш јас сум љубопитна, верувам дека и нашите гледачи за твојата креативност нема сомнеш и со оглед на рецептите и сите оние работи кои што содржини можеме да ги видиме на твојот блог и Инстаграм Bob's Bakery, кои што оние можеби кои што не го виделе или не те запратиле, тоа може да го направат, а сега имаме неколку различни техники кои што ти накратко ми ги кажа, но сега ќе ги кажеме подетално за гледачите. Значи неколку. Прво, како сликање на јајца, да кажеме, ќе направиме неколку цвечиња. Втората техника ќе биде декупаж со лепење салфетка на јајца со белка. Така. И последната техника со златна фолија. Да бидат златни јајца оваа година, така е трендот. Малце да бидеме во тек. Да, и можеби таа последната техника која што е во тренд, многумина можеби ги интересира како и на кој начин се прави, за да може да си направат и тоа ќе биде добро да го видиме. Овие претходни две и во претходните празници, односно минатите години исто биле во тренд. Па знаеме и на кој начин можеби полесно да ги направиме, но ова ќе биде нешто плюс дополнително и интересно. Јас сум тука за помош тоа што треба, се разбира, а останатото го оставам на тебе и верувам дека ќе уживаме. Сега прво би почнале да ја поставам малце тука великденскава маса. Тоа е нешто што го правиме секогаш за Великден и во што уживаме. Имаме и во изобилие великденски украси. Да. И онака ќе наречеме едно ранерче, малце вака сламено. Супер. Едно венче, кај што ќе ги наречеме. Зајчето кој што е символ. Така. Исто така. Ова ќе ни биде за салфетка. Добре, смислам да има машничка. Еве има машничка бела. Да. Може тука, супер. Ова после ќе го искористиме. Можам јас сега тебе да те замолам за декупажот, да ми спремиш неколку, да ми исечеш неколку цвечиња. Значи прво треба салфетката, еве вака. Да се одвои. Да се одвои. Горниот дел со шарата и долниот дел. Ајде да ми помогнеш ако можеш. Да, еве вака. Значи ова го одвојуваме. Да, за да биде внимателно, за да не ни се така. Ево. Искине. Иако кога го правиме тоа дома, не пречи, мислам. Не ни поминува од прва. Така. Ама добро. Ќе бидеме упорни. Да. И можеш неколку цвечиња тука да ми исечеш. Вака како крукче, па после ќе ги да, и те ќе се спојат. Да. Еве ја имам веќе овде кај некој подготвени. Минатата година практикувавме исто пред Великден тука во кујната да направиме еден убав декупаж и одлично излегоа тие великденски јајца. И оваа година рековме, се разбира дека повторно ќе направиме нешто кое што овде имам јас варени јајца. Најчесто користам бели за подобро да може да се гледа. Еве сега ќе направиме неколку цвечиња. Овде имам растворени бои, од тие што се специализирани за вапцање јајца. Да може Да. Еве вака ќе направим неколку како личиња. Еве вака за на кај камерава да гледа убаво. Треба да сме и доста прецизни и да имаме, како велиме, мирна рака. Да. За да може и тоа да го направиме, иако тоа е најважно. Сега благодарение и да имаме трпение. Да, и трпението исто така, многу важно.
Благодарение на социјалните мрежи можеме да видиме дека навистина имаме доста креативни луѓе, особено нели домакинки кои што сакаат така на тој начин да имаат некоја нивна релаксација и опуштање, нели велат посебно за уметниците ќе ни кажеш ти дека овој начин на креирање, во случајот зборуваме за великденските јајца, но генерално кога нешто се прави, дека представува еден како медитативен процес, да речеме. Секако. Нешто што те релаксира од се останато во секојдневието. Право медитативно, затоа што она буквално, еве која ќе, и сега затоа и вака малце молчам, Да. значи која ќе почнам нешто да правам, си влегувам во мојот свет, што велиме. Така е, да. И навистина уживам во тоа што го правам. Одлично. Бубе, кога зборуваме за мотивот на тоа што ќе биде нацртано, насликано или офарбано на јајцето, така. Дали кога правиш нешто друго, кога сликаш, како најчесто ја добиваш инспирацијата во моментот, така? Или претходно со план, да кажем? Така. Значи, секако тргнувам некогаш од некоја појдовна точка, но потоа со текот на времето, со текот на работата се развива. Значи, се дополнува од сите моменти. Да. Нешто што е исто како резултат на искуството. Така. И практицирањето. Јас сега, извините, прекинав, значи сакав со трите основни бои да направам, затоа што се многу важни за нас и боите се не врзуваат и со традицијата. Апсолутно. Црвената за великденските јајца, што е символ на крвта, сушност и на раѓањето. Така е. Жолтата на сонцето и зелената ја земав како пролетна, Така е, дека се разеленува. Бојата на природата е една обично совршена комбинација од три бои кои што и на око убаво делуваат. И сега оставаме на креативноста на секој како сака дополнително да си го направи сето тоа. Сега ова треба да се чека малце да се исуши. Јас вака малце ќе го средам, побрзо да биде, за да може да го цртам. Тоа ми е исто најубавиот дел. Јас ги исеков неколку цвечиња, мислам дека ова ќе ни биде добро за едно јајце за декупаж да го направиме. Да се обидам јас или да не ти ги помешам? Не, нема да ми пречи. Можеш и овде ако сакаш. Ова ни е белка. Да, знаеме дека декупажот се прави со билка од јајце. Ова вака се поставува и над него се мачка, така? Еве побеле, да. Овде ке имаме други спремни. Да. Еве некој зелено ливче за друго да направиме. Иако не е никаков проблем или да сгрешиме или да утнеме, но секогаш советите за тоа како најдобро да го направиме се добре дојдени. Например, во декупажот, кога се прави, најчесто се случува, можеби повеќе да ставиме од билката од јајце. Ке се исуши, значи да. Порано секако и кога се правиле икони се со јајце, нели ги сликале, затоа што врзува јајцето. Не, имам четка. Јас друга го чекам тоа да се исуши уште малце, за да можам да го цртам. И сега, Бубе, како за дома се подготвуваш за великденските празници? Семено, фамилиарно, за утре пред извесонце? Да, ми дојдат внучињата. Значи, утре ќе ги бапцаме првите црвени великденски јајца. А најчесто во сабота од Сабајле ни е денот кога заедно со внучињата ќе ги цртаме детски, нели? Детски мотиви на јајца. Спремни се, имаат се материјал. А тие знаат дека со бабин секогаш е тоа вистинско уживање, така и ќе биде... секако. Ќе биде одлична можност. Еве, јас нешто се обидам во интерес на времето побрзо да направам. Одлично. И ова е моето цветно еве ја малку вака неколку зелено ќе направиме. Немаме уште многу време, затоа ќе се обидеме еве овие да ги... Или може да се префрлиме на... Може јас сега тука тоа ќе го земам, да нацртам само едно. Да. Ете вака, ова е моето
цветно јајце, кое што денеска видувам дека како за прво ми излезе одлично. Убави весели цвичиња. Одлично за... Ево, вака малце ќе да биде после за влакно да го правам. Ова јас ќе го земам. Тука сега би нацртала цветчето. Ево ова. Да научам нешто. Да. Вака како ливчиња. И со можности со маркер да се Да. Користам ваков акрилен, воден, нели, за да не биде... Да. Да не пречи после во формата. Додека ти го правиш тоа, еве јас, опс, да земам уште едно јајце Можеш. и да го дополнам. Ја вака ќе го изведам, да полесно да нацртам. Тимска работа, така? Видиш дека не ми се зборува додека... Исто. Извини. Нека извинат гледачите, ама навистина влеговме, да. Влеговме во креативната работа. И еве ова кое што... Уживаме. Да, уживаме во сето ова. Ќе биде и утре убав ден кој што се разбира, ќе се прават подготовките за Великден, а најмногу и ова кое што го правиме ние сега како еден предлог подготовка за тоа што може утре да се креира. Да се креира. Да. Еве, и ова вака ми излезе. Еве го моето. Еве, ја уште едно само да... И сега почнувам со златното. Уште златната ни остана, така? Да. Имаме уште малку време, можеме да направиме и златната и... Еве го. Одлично. Можеме така да го ставиме. Ете, така. Сега за златното. И сега златното треба да видиме. фолија. Тоа рековме дека е техника во тренд и дека веројатно многу мене ќе сакаат можеби овој Великден да ја направат. Ова вака малце. Ако, да. Ова ќе го правам златно. Треба... Ова е фолијата, значи најчесто има во сите книжари за уметници. Кај што има уметнички работи. Ја ставам на рака. Можеш ти сега малце да ми помогнеш јајцето со белка. Аха. Ајде. Да го намачкам тука? Да, така посуво да не е премногу. Каде ќе го намачкаш, таму ќе фати. А, така, добро. Да. Можеш и подолу овде. Заедничка ни е работава. Да. Тоа е најважно, значи за овие Да. празници. Дружбата и на ваков начин, така. И учествувањето особено и за... Зближување на семејството, да биде. И за И помладите. потоа се става во фолијата. Така. Добро. Таман тука се ќе позлатиме. Овдека уште малце само за да има каде да се залепи. Навиду можеби за да како или како би го направили, дали би ни успело, но в суштина е многу едноставно. Да. Одлично. Едноставно. И многу убаво изгледа. Празнично, декорирано, убаво јајце. Ова може вака. Три техники или три начини и три идеи кои што ги представивме заедно со Бобе. Ова, онаа која што во тренд и која што можете да се испробате, се разбира декупажот кој што е стандарден и ако сте доволно прецизни и креативни и умешни како Бобе, тогаш може и со маркер да си нацртате цвичење или што и да ви дојде на умот. Бобе, ти благодарам многу, секогаш си уште едно како зајче вака да направам за во тањер, која ќе го ставате златното јајце. Дополнителна мотивација добиваме вака кога те гледаме. Значи се врти салфетката една. Еве можеме да го земеме јајцето. Да го направиме како зајче. Да биде зајче. Дали вака би држала? Да. Затоа ни беше машиничката. И со тоа можеме да
завршиме. Bob's Bakery, доколку сакате може да ги погледнете таму сите рецепти на Бобе и на нашата YouTube страна на која што сме го правеле досега, а сега предлог великденски јајца кои што можете да си ги направите веќе утре. Бобе, ти благодарам многу, ти посакувам среќен празник, уживање со најблиските, со семејството, со внучињата. Извини што ќе земавме малку од тоа време, но верувам убаво си помине и ќе се видиме во следна прилика. Ви благодарам многу. Да имате, за гледачеве, да имате светол, радосен, среќен празник за многу години. Така е, да. Пред време ќе искористиме таа можност и ќе го честитаме. Така. Се гледаме во следна прилика, верувам, повторно с убави рецепти, а продолжуваме со новата тема во Да си кажеме во продолжение.